Колега Стевананджија, реформите на владата предводена од СДСМ се состојат во разрешување, укинување и задолжување. За задолжувањата веќе неколку пати тука во репликите спомнував. Цуклев, Само момент. точка за расправа е Не сакам само да разрешување спомнам за прегреганиот обвинителите. бројчани кој што требаше да се постави на триумфалната капија, да го мери задолжувањето, тоа ми изгледа Да не прегреа пред да биде укажувате после поставен. упаѓа во збор на... А во делот на разрешувањата, највпечатливо е разрешувањето на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски, покрај оние, нели, разрешување и поставување на директори на државни институции и членови на управни и надзорни одбори со несоодветни образованија, на едно од поголемите јавни предпријатија да поставиш лице со средно образование председател на надзорен одбор, а што е грубо кршење на членот 26 од Законот за јавни предпријатија, е срамота. Уште поголема срамота е да поставиш на националниот ансамбл Танец лице со средно градежно да биде директор на таа институција. Ама мог за тоа. Околу смената на државен јавен обвинител зборевме дека го кршиме грубо членот 8а од изборниот законник. Немавте слух да се прекине со оваа постапка и продолжуваме противзаконски да се продолжува дебатата и постапката за разрешување на државниот јавен обвинител. Немавте слух за да го сочекаме мислење на Државната комисија за спречување на корупција, и од друга страна пак не обвинувате дека ние сме и кочеле реформите. Не обвинувам јас никого. Не зборам за парламентарното мнозинство, не за вас. Парламентарното мнозинство не обвинува со пресконференции. Тука немаат смелост, нели, да се соочат со нас. Овде сте на говорница, тоа значи јас. Колега Џафери, не спомнав ништо Продолжете, за вас, спомнав за продолжете. парламентарното мнозинство кое што молчи и не обвинува преку пресконференции дека ние ги кочиме реформите. Демек од оваа дебата Можете зависи да дали одите тие на прес за тоа. ќе се справат со пожарите на прав начин или ќе го решат вишокот на земјоделски производи, односно проблемите со откупот. Демек оваа дебата за тоа им смета, или пак оваа дебата им смета да го консолидираат јавниот долг, наместо да го прегреат бројчаникот уште не поставен, нели, на триумфалната капија. Меѓутоа, конзистентноста во ставовите на СДСМ е позната многу одамна. Едно зборат кога се опозиција, манипулират за да дојдат до глас повеќе, а друго кога практикуваат власт. Благодарам, колега Џафери, и мислам дека не беше во речено ми упаѓавте во збор, ништо не кажав. Продолжите 5 секунди за